Денеска е светски ден на здравието. Овој ден се одбележува во речиси сите земји во светот, а меѓу нив секако е и Македонија. Една од таргет групите на кампањата годинава се децата. Повеќе детали за оваа тема и како ќе се одбележи светскиот ден на здравието кај нас воопшто и за зачувување на здравието кај децата и за грешките кои ги прават родителите, разговараме со доктор Душко Фидановски. Данча Азманова ја вклучуваме во живо. Данче, добро утро и повели со информациите. Добро утро, Бојана. Да, денеска е светскиот ден на здравието, 7 април, а за здравието кај нашите најмили, кај децата. Во ова информативно издание, мој денешен соговорник е примариус доктор Душко Фидановски. Докторе, добре дојдовте во ова информативно издание на телевизија Нова. Кажете ми, како да го зачуваме имунитетот кај децата уште од најрана возраст? Добро утро. На овој голем ден што е за здравството кој се обележува во целиот свет веќе подолг временски период, односно 1950 година под покровителство на Светската здравствена организација се одбележува со различни манифестации, теми, дебати. Секако темата оваа година е одредена депресијата кај луѓето како растечки проблем, меѓутоа јас како педијатар сум окупиран и ние педијатрите со проблемите кои што се појавуваат кај дечињата. Секако дека инфекциите кај децата се еден од најчестиот и поголемиот проблем кој што се појавува и едно од прашањата кои се поставуваат како да се заштитат децата, како да се подобри нивниот имунитет. Многу битен сегмент во заштитата на децата од инфекциите е секако исхраната кај децата, посебно во првите 2 години, од пресудно значење исхраната во текот на првата година, така да тука повторно би апелирал уште еднаш на значењето на мајчиното млеко и на доењето како незаменлива храна во исхраната на децата и не само за правилен раст и развој на децата, туку токму и за заштита од инфекциите. Значи тоа е основниот фактор. За среќа во Македонија се уште процентот на деца кои што се доени, посебно во текот на првите 9 месеци, е доста висок и се надевам дека и понатаму ќе успееме да го одржиме на високо ниво, бидејќи тоа е навистина гаранција за еден добар имунитет и еден нормален раст и развој на децата понатаму во текот на животот. На второ место, многу важна работа кога зборуваме за имунитетот и за заштита од инфекциите е употребата на антибиотиците, односно несоодветната и прекумерната употреба на антибиотиците. Повеќе пати апелираме до родителите, меѓутоа и до здравствените работници, на тоа дека најголем процент од инфекциите кои се јавуваат кај децата се од вирусна етиологија, од вирусна природа, каде што антибиотик не е потребен, така да тоа секогаш да го имаат на ум, а кога се препишува антибиотик, да биде тоа препишан таму каде навистина има потреба од такво нешто и да се дава во соодветни дози, соодветно време, за да со несоодветното давање на антибиотик и прекумерно давање на антибиотици не се добијат бактерии кои ќе бидат резистентни и кои нема да бидат потоа отпорни тогаш кога треба да се употреби антибиотик, да нема никаков ефект од терапијата. Да дојдеме до ситуација, веќе слушаме за така наречени супербактерии, тоа се тие бактерии кои се всушност резистентни на најчесто употребуваните антибиотици и кои даваат висока смртност во светот кај возрастните, а посебно кај децата, каде што имунитетот е се уште во развој и не е доволно развиен. Докторе, Така да правилна исхрана, еден витаминно-диететски режим, да го наречам, во консултација со педиатрите и употреба на соодветна терапија кога се тие болни, односно кога се под инфект, е гаранција за нешто што се вика поретки инфекции или инфекции кои би ги немали или форми на инфекции кои не би представувале проблем за лекување. Докторе, кој е најголемиот непријател на здравието кај децата? Па, веќе спомнавме, значи, инфекциите се нешто што најчесто ги засегаат децата. Кога веќе зборуваме на таа тема, секако покрај исхраната, доењето кое што веќе го спомнав, многу е битно и апелирам и понатамо да се обрне внимание на редовниот процес на имунизацијата. Значи, знаеме дека имунизацијата во целиот свет, процентот на деца кои што се вакцинираат, се имунизираат, се намалува. За некои вакцини и во нашата средина процентот е намален, никогаш не сме биле под 90%, сега веќе имаме
за некои вакцини да процентот отпаѓа под 90, значи некаде околу 80% од популацијата е невакцинирана. На тој начин ризикуваме да се вратат заразни болести кои се многу сериозни, како што е полиомилитот, како што е дифтеријата, како што се сипаниците. Веќе имаме случаи на она ситна морбили сипаници кои што се јавуваат цели епидемии во цела Европа, посебно во Средна Европа, во Романија, во Италија има случаи кои завршуваат со несакан смртен исход, така да уште еднаш апелирам до родителите, до целиот здравствен систем да имунизацијата се спроведува редовно, да не се прескокнуваат вакцините, бидејќи и да не се подлегнува на кампањата дека имунизацијата доведува, односно е значаен фактор за појава на некои болести кои што се во тренд на пораст во популацијата, меѓутоа не се поврзани со процесот на имунизацијата. Докторе, за крај, каде грешат родителите кога нивните деца се болни? Родителите, кога нивните деца се болни, никогаш не можеме да кажеме дека грешат. Тие се загрижени за здравјето на своите деца, така да сакајќи да им помогнат, да речеме можеби некогаш претеруваат со несоодветно и неоправдано употребување на антибиотици на своја рака, тоа никако не смеат да го прават. И втората работа е преголемото и пречесто давање на антипиретици, односно лекови кои ја намалуваат температурата. Температурата е реакција на организмот, на детскиот организам во одбраната од инфекцијата, тоа е еден само од симптомите, и не треба по секоја цена да се настојува да се таа нормализира, бидејќи на тој начин ги рушиме одбранбените концепции на детскиот организам. Така да апелирам на две работи, тоа е несоодветно и прекомерно, да нема несоодветно и прекомерно употреба на антибиотици и на антипиретици, и секако температура која трае повеќе од 24-48 часа треба да се обратат на лекар, да добијат соодветен совет, а не на своја рака да даваат терапија. Доктор, јас ви благодарам за сите овие совети што ги споделивте во ова информативно издание на телевизија Нова. Бојана, го слушнавте разговорот со примариус доктор Душко Фидановски. Разговаравме за тоа како да се подобри имунитетот кај децата, меѓутоа и кои се најголемите непријатели на детското здравје. Повторувам, денеска е Светскиот ден на здравјето, а во ова информативно издание разговаравме за здравјето кај нашите најмили, кај децата. Студио. Данче, јас ти благодарам за овој разговор и за тоа што видовме таргет група со одбележување на Светскиот ден на здравјето оваа година се меѓу другото и децата.